Во 2025 година го постигнавме првото место по транспарентност на институциите во државата. Го организиравме дигиталниот самит на Западен Балкан со над 1000 учесници од цела Европа, со што Министерството и владата ги ставивме на мапата институции кои реализираат и во регионален формат. Бројот на електронски услуги на порталот се зголеми од 120 во 2024 година на 352 во 2026 година. Тоа е раст од 193%. Месечниот број на издадени услуги се зголеми од 1354 во 2024 година на 13445. Тоа е раст од 892%. Скоро 9 пати поголем број на издадени услуги. Бројот на корисници порасна од 110.000 на 267.000, а вкупниот број на поднесени барања се зголеми од 64.000 на 340.000. Од 2020 до 2023 година годишно биле услужени околу 1800 граѓани. Во 2025 година бројот на услужени граѓани се зголеми на 11.000. Системот преку кој институциите меѓусебно разменуваат податоци. Во периодот од 2016 до 2024 година на платформата биле приклучени вкупно 48 институции. Бројот на институции поврзани на платформата го зголемивме на 89 во 2026 година. Тоа значи за 2 години направивме речиси ист исчекор како во претходните 8 години. Месечниот број на трансакции се зголеми од околу 708.000 на речиси 4 милиони трансакции месечно. Денес тој систем повторно се користи, се проширува и овозможува институциите да не мора секоја посебно да набавува свој документ менеджмент систем. Само за 21 нова институција кои ги инсталирав, доколку секоја посебно набавуваше или развиваше собствен систем, индикативниот трошок би бил околу 5,2 милиони евра. Во истиот контекст воспоставивме механизам за блокирање нелегални приредувачи на игри на среќа онлайн. Досега се забранети 358 нелегални приредувачи. Со ова се спречува анархија во овој простор, се намалува ризикот од кражби на податоци и се заштитуваат граѓаните од нелегални платформи кои работат надвор од системот. Во изминатиот период беа донесени клучни закони. Законот за електронски комуникации, Законот за сајбер безбедност, измените на законот кои дозволуваат електронско архивирање, Закон за воведување дигитален паричник и дигитален идентитет. Во делот на роуминг како дом ги завршивме сите домашни обврски за воведување пакети за роуминг со ЕУ по исти цени како во домашните мрежи за интернет, повици и SMS пораки. Интелигенција во енергетиката, јавната администрација, културата, здравството и земјоделството. Во ерата на вештачката интелигенција малите јазици немаат право на пасивност. Ако не инвестираме во македонскиот јазик во дигиталниот простор, ризикуваме тој да биде потиснат од големите јазични модели и глобалните платформи. Безбедноста на децата онлайн. Го формиравме Националниот центар за побезбеден интернет за деца, МКСЕФИ, поддржан од програмата Дигитална Европа. Целта е да обезбедиме побезбедно дигитално искуство за младите